Момент на тишина, неизвестност. А откако зелената линија на апаратот кој мери отчукување на срцето почна да покажува ритам, следаа ракоплескања, солзи радосници, успешна трансплантација на срце. Вака го опишуваат моментот докторите откако ја завршија 6-часовната операција со која почна да чука срцето на 54 годишен пациент. Значи, еве ќе кажам нешто ексклузивно што се случуваше во операциона сала. Кога срцето проработи, значи кога се завршија сите анастомози, кога бевме сигурни дека одиме на добар пат, целиот тим почна да аплаудира, значи во операција. Многу емотивен момент, навистина беше многу емотивно. Сите бевме среќни, сите бевме возбудени, значи знаете, тоа беше еден долг ден, ден на исчекување, ден на надеж дека ќе продолжиме еден живот, ќе спасиме еден живот благодарение на друг кој што се гаси. Значи тоа навистина некои работи не може да се опишат со зборови. Шокаровски вели дека тимот на 20 доктори и медицински персонал функционирал одлично. Со него се согласува и професор доктор Сашко Јовев од клиниката за кардиохирургија, кој вели дека биле подготвени за ваков зафат. Прифативме да работиме со колегите од приватните болници и тимот функционираше одлично, вели доктор Јовев. Ова е прва трансплантација на срце од починат донор во Македонија. Докторите велат дека експлантацијата е многу тажен процес, оти некој умира. Но кога ќе се пресади орган од починатиот, се добива поинаква смисла. Шокаровски за Алфа вели дека донирањето на органи е благородно. Оти од еден човек може да се спасат дури 8 животи. Органодарителството представува една благородна работа, значи да спасиш од еден донор, малтене може да се спасат до 8 луѓе да добијат органи. Од срце, бели дробови, црн дроб, хепар, значи панкреас, бубрези, коска и така натаму. Значи многу е важно таа свест да се подигне и да се промени. Значи има луѓе за кои што нема друга алтернатива освен овој начин на лечење. На социјалните мрежи кружи фотографија на која во операциона сала се наоѓа телото на починатата жена донор, пред која докторите во знак на почит се поклонуваат. Станува збор за Велишанка, чие срце е донирано, но и бубрези кои се пресадуваат на двајца пациенти кои имаат потреба од нив. Пациентите кои ги добија органите беа избрани од националните листи за чекање за срце и бубрези според медицински утврдени критериуми за совпаѓање, кои ги изготви и со кои раководи Министерството за здравство.